Стадион. Емисија за вашата вистина. А на линија го имаме Валентин Зафировски. Дали се слушаме? Да, по... Ало, повеле... Да. Среќен. Вака, вие сте пример за успешно извршена трансплантација на бубрек пред колку? 16 години? Да. Па, тоа беше чиста среќа во тоа време. Сега слушав координаторката колку веќе се напреднало. Тоа беше еден прекрасен момент, една моја среќа. За пациентот мозочна смрт добив бубрек. Јас и уште една колешка која бевме на диализа. Благодарејќи на несебичноста на семејството, си извршија 2 трансплантации. Две трансплантации и двете и вие, и вашата колешка. Да, и мојата колешка. Се слушам јас со незе повремено и така завршивме малце. Да. Вака, во тоа време, ако и денеска е оваа тема тешка, проблематично е тоа одлучување, тогаш пред толку години уште по-проблематично, значи уште поголемо почитување одлуката на тоа семејство кое што подарило бубрези од својот близок кој што починал. Дали комуницирате со тоа семејство? Да, се разбира дека комуницирам со семејството, добри пријатели сме. Со сестрите на почитнатата, со синот. Се не знам колку е да зборувам. Да, не мора да кажувате, да. Да. А инаку тоа беше случај. Јас направив типизација на ткива, се спремав за операција во Русија преку фондот за здравство, ама која јавија дека може да се направи тука, се разбира дека ја направив трансплантацијата тука. Иначе... Вие сте меѓу првите од починат донор добил бубрек или пред тоа имало? Пред тоа Нино, мислам, и имаше овако, па имаше пауза, па јас и колешката направивме трансплантација, па имаше од кадавер пауза, па сега почна Дохчев и од нефрологија, па ја работат трансплантацијата. Многу сум затворен на... Многу сте благодарен. На луѓе во трансплантација, бидејќи ни пациенти веќе 20 кусур години, тие цел живот подршка и разбирање за нашите проблеми. Господине Зафировски, која е вашата порака до луѓето, низ вашиот пример, да се охрабрат, барем да почнат да разговараат на оваа тема во семејството? Па, колку прекрасно е тоа што направите една ваква емисија и би требало овакви емисии да имаат почесто. Никој веќе не зборува за оваа тема, за добробит на трансплантацијата. Среќа, мислам, што среќа во несреќа, може да се каже, што трансплантираното срце придонесе повторно да се отвори оваа тема, која веќе 50 години не е отворена, освен од живи донори. Пораката треба да... Да? Треба да се зборува и колку што рече координаторката, сите сме ние битни за да во ова учествуваме, да даеме свој допринос. Се повеќе што повеќе се знае,
полесно се разбираат некои работи. Благодарам, Валентин Зафировски, примател на бубрек, кој што веќе 16 години нормално живее без диализа. Стадион. Емисија за вашата вистина.